Тимур Дибиров е ракометар со светски квалитет, дел од ракометниот клуб Вардар. Тој е еден од иконите на црвено-црните, меѓу оние со најдолг стаж, препознатлив по својот стил на игра со ударите што тешко се бранат. Лав на теренот максимално се вложува во секој надпревар и поради тоа стана миленик на спортската јавност, особено на навивачката група Комити. Со срце на терен, пожртуван, талентиран и неверојатно непредвидлив, но ајде да ја запознаеме онаа другата страна на Тимур Дибиров. Искрено пред камерата на Ексклузив зборуваше за својот приватен живот, местата кои сака да ги посети, но и каде најчесто излегуваат со соиграчите од Вардар. Здраво, Дибиров, ние се видовме пред некое време, правевме рубрика 20 работи што не сте ги знаеле, ама изгледа остана уште некои работи што ние сакаме да те прашаме. Како си? Супер, фала. Вие? Добра сум, фала. Пред тренинг дали имаш некоја посебна работа што ја правиш, некој ритуал? Не, немам ни пред тренинг, ни пред надпревар, само можеби да бричам главата, али тоа е затоа што потребно. Колку често ја бричиш главата? Пред секој надпревар. Ако имам 3 надпревари неделно, значи 3, ако 2. Сакам да те прашам на страна од спортот, каде знаеш да излегуваш, што правиш во твоето слободно време, колку имаш слободно време? Како секој нормален спортист, слободно време имам, каде излегувам, кај сите во те места во кои најчесто сите сме со екипа, со другари, така да слободно време користам со фамилија, пола со другарите. Кога одите со другарите или со луѓето од клубот, каде најчесто сакате да одите да се забавувате? Често кај столи во кафана, во различни места, нема некој места во кои секогаш ние тамо, секогаш бираме на различен начин, како расположен и така понатаму. Кога спомена кафејана, која песна ја нарачуваш најчесто? Може да е македонска, па може и руска. Ој, знаете, прва да немам слух воопште и затоа бегам од такви работи. Има момци кои следат то кога ние сме на забава, така да никој не дават мене да правим иницијатива да нарачам неки песни, затоа што тоа е катастрофа. Тогаш кој е најрасположен од клубот? На кого му давате пас за да нарачува песни па и да се фати за микрофон? Мислим дека Столи и Кара главни во таа работа. Најдобро се снаоѓаат во кафејана, најдобро ве расположуваат вас останатите? Да, прва, а втора најапуштени тамо, веројатно. Каде се релаксираш ти, што сакаш да правиш за да се релаксираш, да се ослободиш од притисокот? Знаете, нема нешто посебно, не сакам спа или базен или такви работи, сакам само да видам во друштво, со фамилија, со другари и нема нешто да правим специјално. Со кој од клубот најдобро се согласуваш? Со сите, не можем да кажем за некога со кој најчесто, затоа што секој ден, секоја недела во различни кампањи. Долго време си во Македонија, кое е твоето омилено место во нашата земја? Мое омилено место? Многу сакам да прошетам на центар, на кај центар, Залошка, Водна, македонска села, така, многу те места кои за мене е омилени. Со Тимур Дибиров се видовме за време на светското првенство во ракомет, па го прашавме и кој е неговиот тип за победник. И за сам крај, за кого типуваш дека ќе биде светскиот првак во ракомет оваа година? Мислим дека Данска. И денеска од оваа дистанца Тимур Дибиров беше во право. Тој го погоди дури и светскиот првак во ракомет, Данска, која што ја совладаа Норвешка и за прв пат ја освоја титулата на мундијалот. Браво, Дибиров! Ти благодарам.